Здраво сте! Моето име е Деян, ова се вестите на Деян и добродојдовте в новото издание на НИВ. Што ке гледате, слушнете во приложение. Жена од клања риб се обиде да утројат својата сна. Група багани влекуваат под боровите во струга. Во Прилеп, комшите мака мачат со комшија, кој што отвора пиво с луѓе кои што имаат само еден зап. По село Конјари се случи немил настан. Свекрва се обиде да ја отруе својата сна со отворно јаболко. Таа била инспирирана од цртаниот филм Снежана. За несината намера се даснала во куја. Таа била хоспитализирана. Во Струга група гладни барани влекуваат по дворовите и му ја пасат травата на луѓето и му ги јадат цвеќињата кои што се рецирани во нивните дворови, но и во нивните домови. Полицијата е во потрага по овие напаѓачи и работи на случајот. Во Прилеп, мештаните мака мачат со комшија кој што отвора пиво со комши кој што имаат само еден зад. Полицијата опфати сторителот на ова дело, не го стави во затвор, туку му даде казна комшиите да отворат пиво со неговите заби. Ева што ги даате во продолжение. Се докажа зашто луѓето во Македонија се степарени во последниот период. Жена од Пробешти кој голтала својот баранечки прсти. Обителска фирма се степа 2 колешки. Според истражувањето на Дејан Николовски се докажа зашто луѓето во Македонија се степарени во последниот период. Тоа се должи на лошите временски услови, односно дождот, кој што трае по цели данови и цели ноќи. Тоа доведува до немање на физичка активност. Немањето на физичка активност доведува до досада. Досадата доведува до глад и жет. А гладта и жетта доведуваат до дремки, лежење, но и подолго спиење. А сето тоа се должи деки луѓето не се будели да шетаат по дождот како да се спркани од дома. Жена во Пробешти го узела својот баранички прсти. Тоа се случило во еден локален ресторан. Таа, за да се похвали, ја ставила несината крајненска снимка на социјалните мрежи на Facebook, Instagram, TikTok и напишала I said yes. И по опис исто така е поставила и песната Прстен и златен ланац, дачти посаднец од Хари Матахари. Ша нема по социјални мрежи да се биде. Свашта. Во битолска фирма се степа 2 колешки. За скандалот да биде уште поголем. Дивен колега ги сидел додека тие се тапале, летале перија на сите страни, тој ги собрал предувите, направил парници и ги продал и си направил бизнес. А продолжение. Слушнете. Зошто доктор од Кичевската болница е суспендиран? Доктор од Кичевската болница е суспендиран поради скандалот кој што го направи во неја. Тоа е затоа што пациентите наместо со анестезија ги устивал со смрден чорап. Се докажа дека во неговата крв има 5 промили алкохол и овој доктор е суспендиран од работа. Во продолжение, слушнете зошто Дедо Мраз е пикнат во затвор и зошто нема дојде оваа година да му даде пакетчиња на малите дечиња.
Дедо Мраз е фатен по продавниците како краде пакетчиња. Поради тоа, тој е пикнат по затвор. Тој изјави дека крадел пакетчиња бидејќи баба Мразица е во ПМС и му ги зела сите пакетчиња кои што тој ги имал спремено за дечињата. И како последна вест, зошто Килнер од Драчево е суспендиран и испркан од работа. Килнер од Драчево испркан од работа бидејќи гостите ги служел со течен сапун од јаболко, бидејќи немало сок од јаболко во миниот кафич.